Изборите и промената на централната власт ги закочија инвестициите во образованието. Пречките кои тие со себе ги носат во делот на распишување на тендери, значеа и намалени летни активности во дел од штипските образовни институции. Па при незавршена работа, училиштата останаа со врзани раце. 5 училници кои треба да бидат направени во училиште Славејко Арсов, имаме реален проблем. Тие се влезени во програмата на Министерството за образование, но досега нема ни трага ни глас дека тоа ќе се реализира. И имаме уште една работа која мораме да решиме, а тоа е изградба на училишна спортска сала во селото Тричешми, на селбата Тричешми. Таа е сала влезена во програмата, требаше да биде завршена досега. За жал се уште одговор немам што ќе преземе Министерството за образование. Во Штипнова локација требаше да добие средното текстилно училиште, но тоа не се случи поради тоа што планираниот објект сепак на крајот го доби УГД. Прелокацијата на нашиот текстилен училишен центар, новата локација кај ЕМУЦ не е завршена. Тоа е обврска на Министерството за образование и на владата на Република Македонија, кои со одлука тој простор го даде на Универзитетот Гоце Делчев за добро. Значи тоа е добар проект, но генерално втората обврска да се прелоцира училиштето не е направена. Во меѓувреме, онаму каде што тендерите беа завршени, се завршија и планираните активности. Во училиштето Тош Арсов е завршен тендер на Министерството за образование околу замената на столаријата, вратите и прозорите. Јас сум силно убеден дека тоа ќе се заврши. Ќе биде штета ако тоа се стопира, бидејќи веќе е завршен тендерот. Во делот на Славејко Арсов е завршена училишна сала, спортска сала, таа е поврзана. Сега тече тендерска постапка околу изградба на нов парен котел, просторија за затоплување на спортската сала. Општината ги обезбеди парите, треба да тече тендерска постапка. Училишната година веќе почна, но општината не се откажува од планираните активности, па оттаму веќе се пишуваат писма до сите надлежни институции, планираното и да се заврши. Спротивно, учениците ќе бидат жртви на политиката.